Невоспитани или провокатори повторно му прават штета на најголемото јавно предпријатие во регионот Штипски Исар. Сега таму беше запалена тезга на Стариот пазар. Тезгата е целосно уништена. Околу 850 евра мислам дека се тие тезги набавени. Иначе на Стариот градски пазар имаме 20 пластични тезги и 10 метални. Сега имаме 19, една е опожарена, изгорена. Пожарот од тезгата се прошири и на блиската барака која беше спасена благодарение на брзата интервенција на пожарникарите. Имавме пријава кај Стариот пазар на запалена барака на жива. На лице место е излезено едно возило, 6 пожарникари. Огинот е локализиран и целосно изгаснат. Материјална штета има. Кој зошто ја запалил тезгата е работа која треба да ја открие полицијата, но се почестите штети кои му се нанесуваат директно на Исар веќе се повод и за сомнеш дека нештата и не се така случајни. Ако некој ова го прави за освојување политички поени, сакам да потенцирам дека со палење тезги, со шарање улици, со правење неред и рушење на сето оно што е мокотрпно градено, не се доаѓа на власт. Ако е направено да се нанесе штета лична на јавното предпријатие Исар, не може да нанесе штета. Ние ќе работиме мокотрпно и работиме мокотрпно. Сите проекти ги реализираме со едно палење на тезга, не може да не одврнат од проектите. За граѓаните секоја намерно предизвикана штета на урбана опрема или тезга на нив директно им ги вади парите од джебот. Тоа ништо не личи. Некој прави што да направи, штетата е целоша. Не треба да прави така. Тоа не чини да. Ако сака да наказува тие дека што договора што треба да биде, а не вака кој текне се прават. Како секоја кражба што се осудува и тоа е исто кражба. Треба малку повеќе законот да биде строг за тие што крадат и што прават такви дела. Претходно и се реагираше дека од 100 поставени нови контејнери во центарот на градот, дури 40 се намерно оштетени, што е вкупна штета од околу 10.000 евра.